Хирург на респиратор со крварење во мозок се бори за живот на државната клиника во Скопје откако 16-годишник без возачка дозвола го прегази во центарот на градот. Директорот на ургентен центар Алберт Леши за Алфа вели дека состојбата е премногу критична. Докторот по несреќата се здобил со тешки повреди и паднал во кома. Синоќа на булеварот Мајка Тереза во Скопје малолетникот од село Сингелик со возило удрил во 58 годишниот доктор. Јота се здобил со тешки телесни повреди и бил хоспитализиран на клиниката Мајка Тереза. На крстосница од булевар Мајка Тереза и улица Елисије Поповски Марко, патничко возило BMW X6 со скопски регистарски ознаки, управувано од 16 годишникот село Сингелик, удрило во пешакот ГЈ 58 години од Скопје. Во незгодата со тешки телесни повреди констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза се здобил пешакот. Лекарската комора најостро го осуди вчерашниот инцидент во кој настрадал хирургот и професор на медицинскиот факултет додека го напуштал своето работно место. Особено сме згрозени од фактот што сторителот без да пружи и повика помош го напуштил местото на настанот, оставајќи го повредениот во тешка животозагрозувачка состојба. Ценејќи ја сериозноста на овој случај, упатуваме јавно барање до судско-обвинителскиот систем, навремено, сериозно и одговорно, да пристапат кон решавање на овој случај, а сторителот да биде најостро санкциониран. Од МВР за сега не даваат детали за случајот, само информираат дека малолетникот непосредно по немилиот настан се обидел да избега, но набрзо бил приведен во полициска станица. Неофицијално, секој ден во Скопје полицијата пронаоѓа 20 лица без возачки дозволи кои возат низ градот.